Вице-премиере, ги предводите евроинтеграциите, процес кој де факто може да остане блокиран до крајот на годината ако не бидат усвоени уставните измени. Каква е пораката од средбата со вишиот представник Ескобар во Стејт департментот? Пораката е дека постои моментум за Западен Балкан, вклучувајќи и Северна Македонија, за приклучување кон европските интеграции заедно со и поврзано со ситуацијата во Украина. Дека таа шанса не смееме да ја пропуштиме, втора шанса не знаеме кога ќе имаме, нема да има можност повторно да се разговара и преговара за овие исти прашања кои што ги решивме минатото лето со Бугарија во форма на францускиот предлог и дека едноставно е време за лидерство, за носење на одлуки и за, да речам, поттик на државата напред. Не е време за политиканство, не е време за предвременни избори, не е време за партиски препукувања. Време е секоја партија и секој пратеник и секој политичар да покаже на дело дека е за исполнување на нашите стратешки приоритети, во овој случај за членувањето во Европската Унија. Меѓутоа, впечаток е дека повеќе време трошите во убедување на опозицијата во Скопје отколку во Брисел. И јас во последно време сум повеќе во Скопје, меѓутоа има наши тимови во Брисел кои што го водат скринингот многу успешно до сега. Нашата работа е и во Брисел и во Скопје. Во Скопје имаме обврска да ги туркаме и реформските процеси, да го вратиме собранието во она вистинска функција, да функционира како една важна демократска институција и да работиме на обновување на оној консензус за Европска Унија. Знаете, јас чувствувам, и сите чувствуваме дека консензусот за Европската Унија е нарушен, откако ВМРО ДПМН зазема премногу цврст став дека не ги поддржува уставните измени. Ние не можеме само декларативно да бидеме за членство во ЕУ, мора да покажеме на дело. Денеска се тоа уставните измени кои што треба да ги завршиме, утре ќе бидат многу други одлуки кои што ќе треба пак со двотретинско мнозинство да се носат, а се врзани за конкретни европски политики. Дали е тоа за реформи во правосудството, дали е за системски закони, дали е за одлука поврзана со некоја важна политика во животна средина која што ќе треба да усвоиме, ќе биде скапа и тешка. Ќе има многу простор каде да се покаже консензусот, но мора да почне денес и тука. Партиите ќе може да се расправаат на многу теми, но на темата Европска Унија не смеат да се расправаат и треба да бидат на иста страна, затоа што тоа е во интерес на граѓаните. Тоа е примерот на Хрватска, така функционирала во Хрватска, и затоа Хрватска е денес успешна, приказна членка на ЕУ. Без малку е известно дека ВМРО ДПМН нема да се помести од своите позиции. Кој е планот Б? Дали сте во Вашингтон за обезбедување на поддршка од актуелната американска администрација за процесот? Поддршката од стратешкиот сојузник ја имаме, но не за никаков план Б. Поддршка од сите доаѓа за реализација на планот А. Тоа е единствениот план што го имаме, а тоа е завршување на уставните измени, продолжување на преговорите со Европската Унија и членство на Северна Македонија до 2030 година. Секоја партија, секој политичар кој што ќе се спротивстави на овој план ќе носи историска одговорност за евентуален негов неуспех. Јас сум сигурен дека имаме доволно време до ноември да убедиме целата пратеничка група или дел од пратеничката група да гласа за овој предлог, затоа што премногу е голем влогот да изгубиме оваа шанса. И треба и пратениците на ВМРО ДПМН и партијата да дадат одговор зошто работат на тоа да оваа шанса ја пропуштиме, бидејќи наредната година или таа после неа веќе ќе имаме друг контекст, а ние веќе ќе задоцниме во однос на она што како што ќе се движи целиот регион, а веќе многу и сме чекале. Значи веќе многу и сме доцнеле, 17 години чекавме да ги почнеме преговорите, немаме веќе ни ден за губење. Вице-премиере, борбата против корупцијата на Западен Балкан е главен приоритет на администрацијата на Бајден, а Стејт департментот објави дека САД поддржуваат партнери од граѓанското општество, независни медиуми за искоренување на корупцијата. Меѓутоа, дали корупцијата во Македонија е закана за незината национална безбедност? Корупцијата е тема која што се третира во сите, да речам, политики соодветно. Еве, можам да ви дадам и пример за скринингот. За секое поглавје ние дискутираме посебно која е антикорупцијската политика во тоа поглавје. Така што таа борба против корупцијата станува хоризонтално прашање и во европските интеграции. Мислам дека е многу битно за заштита на нашиот развој, просперитет
безбедност и предвидливост на нашата држава, да ја интензивираме борбата против корупцијата. Ние како влада не сме бегали никогаш од оваа тема. Сметам дека направивме многу, но дека има уште многу да се направи и подготвени сме заедно со нашите партнери да најдеме решение како да се зајакне улогата на независното судство и како да се зајакне, да речам, капацитетот на обвинителството како клучна алка во борба против корупцијата, за да тоа има ефект. Корупцијата е феномен и појава со која што треба да се бориме секаде на сите полиња и во сите области, но мислам дека јасно е дека најдобар начин да се справиме со ова прашање е да ги продолжиме преговорите и во текот на преговорите ги зајакнеме нашите капацитети. Ние до сега сме покажале во многу случаи од високо ниво и актуелни случаи од високо ниво дека умееме да се бориме против корупцијата, само е потребна силна поддршка и градење капацитет на институциите. За крај, накусо, дали размислувате за можноста за предвремени избори, нешто што лидерот на опозицијата го нарече како крајно решение? Предвремени избори може да има само доколку опозицијата веднаш се согласи да гласаме за уставните измени и потоа да ги распишеме предвремени избори. Само тоа е опција во која што ние како влада би прифатиле предвремени избори. Мислам дека не е време за предвремени избори, туку е време за понесување одговорност и за имплементација на она што ни е обврска. Граѓаните ќе ни бидат благодарни доколку ја завршиме таа обврска пред изборите, за да не бидат изборите оптоварени со тоа кој е за, а кој е против уставни измени, затоа што тоа ќе не внесе во нов 10 годишен тунел, од кој што не знаеме дали ќе можеме да излеземе порано од 10 години, како што бевме во изминатиот период во врска со спорот со Грција. Тоа не ни донесе до подобри позиции, тоа не ни ја зајакна улогата, тоа не ни ги подобри перформансите ниту внатре во државата, ниту не приближи до нашата цел членство во Европската унија. Затоа не треба да граѓаните бидат предмет на пропаганда и илузија, треба да се зборува отворено и одговорно. Не е време за предвремени избори, време е за носење на одлуки. Благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам на поканата.